Катерина Симоневска од Куманово, студирам на факултетот за музичка уметност, а музиката е моја најголема љубов. Во каква позиција сум била? Сум била мала, од станување па све за спевање. Иначе, ова е мој прв микрофон, а ако бидно македонски дол, онда прво нешто што ги си купува истински микрофон. За таа цел, напорно ја вежба песната која ја одбра за малиот концерт. Смета ли дека направила лесен избор? Не е баш едноставна, меѓутоа мене лично многу ми се допаѓа песната, бидејќи таква интересна ми е. Не знам, мислам дека со таа песна можам да покажам дека знам да пеам. Немој да почнеш да мрдаш, па да застанеш, да многу лошо. Да мислиш да цело време се движиш. Советот е прифатен и аплаузите не би требало да изостанат. А веќе виде каква е атмосферата кога ќе се отпее добро. Како се предосковерката? Супер. Многу убав там. Добро ли бесе мушките? Супер бесе. Тебе многу изненади се затоа што не само ме темеше убава сцена, многу изгледаше. А коreografiju spremaš se nešto дома? Дома се бежам пред огледало. Тоа е најбитно. И не само пред огледало, фотка за доказ. Мислам дека сега баш ќе покаже како е она иствари. Дали ја исплашија момците? Многу бев изненадена кога ги видов толку спремни на сцена. Јас очекував нешто многу поедноставно нешто. Али кога ги видов сите вежбале коreografија, со пење беа сите супер. И тогаш Катерина свати нешто многу важно. Бев многу изненадена и викам дека се треба јаво да го направам.
Браво, Катеринче. Епа веќе кога се сврте за коментари. Добре. Случајно или не, намести си се за жирито. Кумановка. Последна, затвор. Случајно или не? Познава се. Случајно или не, Тони најразигран. Амбасадоров наш. Слушај, не мора он коментари да дава. Што знае, Мора, што Игор вика. мора. Јас инсистирав да бидам прв во коментарите за тебе, за да кажеш тука сега пред сите што ти викнав јас 5 секунди пред да ја пушта твојата песна. Опушти се. Дали успеавме? Па да. Успеавме. Со Калиопи заеднички го следевме твоето опуштање. Да. Од единица стигна на 100 и тоа во вистинскиот момент. Девојко, се што имаш на тебе, се што поседуваш, се што знаеш, е доволно за македонскиот идол и уште една потврда дека ова жири не сгреши ни во еден единствен момент. И ова важи за сите, не само за тебе. И да не успеете вечерва, дечки. Вие веќе го постигнавте најголемиот успех во вашите животи, па тоа малку ли? На кажаното и ќе речам дека од половина песна сватив зошто и тука машната, и тука, и долу, и се ми стана една целина. Значи, тоа е многу важно како ќе го износиш она што е на тебе. Песната ти беше идеална за еден ваков стайлинг, значи секоја че за стайлингот и секоја... Молам, колега. И она што е многу важно, што гледам дека публиката е страшно нервозна, бидејќи сме пред крај, но ќе ве замолам затоа што навистина треба да комуницираме, уште не е завршено се. Драга Катерина, со таква самоконтрола и настапи и отпеа. Опушти се. И сега го препуштам човекот од опуштено да ти продолжи понатаму да ти кажува. Катерина Симоновска, тоа ќе биде новото име од Куманово, новото пејачко име од Куманово што ќе излезе. И вака, децо, да ве собереме сите вас, 10 машки и 10 женски, и да ви направи некој по една песна. Мислам дека кој да победи од вас ќе беше достоен представник на Евросонг на оваа земја. Мислам дека било кој настап од 10-те предходно и 10-те вечерва ќе не направеа големи во очите на таа манифестација и немаше да се срамиме. Не алудирам на ништо. Тоа што го носиш со тебе, никој не може да ти го земе. Биди горда на тој што си, Господ што ти даја. Значи, тоа е талент, тоа е убав глас, тоа е стварно преубав лик. И ја мислам дека и ти ќе одидеш понатаму. Ви посакувам среќа на сите 10, бевте прекрасни, вклучувајќите и тебе. Вие сте нашите ангели. А јас се надам дека и Куманово ќе се испонаши. Да живее Куманово! Да живее Ајрен! Јас морам јавно да ги пофалам сите девојки, за кои ние од жирито на крајот од финалните збиднувања во Охрид констатиравме дека не им се достојни на машките, не им се на ниво. Не беа. Дека сега се си дојде на вистинското место. И сигурен сум дека наредниот македонски идол ќе биде женско. Со поддршката од жирито ја имате максимално. Да погледнеме и да чуеме што вика твојата поддршка вечером. Да, овде е Мајда, другарка на Кате.
Кажи ми, после овие коментари на жири комисијата, како се справуваш со емоциите? Не можам да престанам да се тресам. Дефинитивно се надмина себе си, треба да биде горда на себе, затоа што сите што ја знаат, роднини пријатели се горди на неја. Браво! Дефинитивно браво! Браво за Кате! Куманово гласа! Куманово гласа, Бога ми Македонија гласа, доколку Кате е вашиот фаворит, веќе добро знаете што да направите, поддржете ја преку вашиот мобилен телефон, некаде до 23 часот.